Економскиот деец на СДСМ Зоран Јовановски ни најави дека спремаат бомбастична економска програма, за која што, уплашени некој да не ги украде нивните идеи, не сакаа пред камерата на 24 вести да споделат што тие ќе понудат на овие избори на граѓаните. И од ДУИ се изјаснија. Рано било да излезат и да ја презентираат нивната економска програма. Велат прво ќе чекаат да се распушти собранието, па потоа да излезат советувања до јавноста. ВМРО ДПМН пак од кога храбро ги изодеа ветените 100 чекори и под мотото "Остваруваме", со воз од Крива Паланка стигнаа до Струга, па решија на граѓаните да им понудат комплетно нова програма и по автопатот Охрид-Скопје за само 1 час да ја достават до граѓаните, кои што току го сготвија својот ручек на шпоретите на газ. Дел од симпатизерите на ДПМН од Куманово на митингот пристигнаа минувајќи покрај Бунарџик 1 и 2, каде што им беше објаснето дека најверојатно најавените странски инвеститори своите фабрики ги изградиле под земја. Истовремено, сите граѓани на Македонија на митингот кој што СДСМ го одржува во Битола по завршувањето на своите работни обврски, бидејќи нели секое македонско семејство има по еден вработен, во попладневните часови тргнаа да слушнат што ново им ветил лидерот Бранко. Ајде сега да видиме што политичките партии ќе им спремат на граѓаните во економските програми, со кои што ќе се обидуваат повторно да ги добијат нивните гласови. Дали и овој пат, како и досега, ќе бидат ставени на хартија стандардните ветувања околу намалување на невработеноста, зголемување на инвестициите, раст на економијата, или пак можеби ќе не изненадат со некој нов момент. И се една дал ме лажеш, ти то радиш најболе. Лажи ме. А што може ново да понудат, а да ги запалат граѓаните? Реално, како и пред секој парламентарни избори, креативноста на политичките партии е на многу високо ниво. Дел од нив веќе открија детали од своите економски програми, а другите со своите консултанти на големо работат на нив. Интересно за овие избори е фактот што голем дел од третите опции, како и партиите од албанскиот блок, излезат со своји економски програми во пакет со веќе фамозната евроатлантска агенда. Па така очекуваме и на овие избори, покрај тоа кој ќе ја внесе државата побрзо во европското семејство, да се кршат копијата и за тоа кој ќе ја оправи искривената економска слика во државава. Но на сите треба да ни биде јасно дека најголема услуга ќе направи онаа политичка партија која ќе понуди реформи за намалување на јавната администрација, која во моментов број над 100.000 вработени, или 40% од вкупниот број на вработени во Македонија. Значи, целата програма е економска. Ние акцентот го ставаме исклучиво на економијата. Од една страна затоа што најголеми се проблемите и најголеми се потврлањата на досегашната влада во овие 5 години. Сиромаштијата е рекордна во Европа, невработеноста е се уште невисока, странски инвестиции нема, домашни нема, раст и развој никаков перспектива нема. И ние целиот акцент го ставаме на економијата, при што нашата филозофија, нашата логика, либерална во таа изразена низ таа програма, бара што помала улога на намалување на улогата на државата и владата во економијата, односно оставање што поширок простор за делување на стопанствениците, на субјектите, на бизнисот, а и на граѓаните. Така, ние поаѓаме дека буџетот е превисок во Македонија и со сите мерки, даночни ослободувања и намалување на зафаќањата кои што се случуваат, предвидуваме најмалку за 10% да се намали буџетот, тоа е некаде 280 милиони евра на годишно ниво.
што изгледа голема како бројка, но ако го споредиме дека само во последната година за 400 милиони се зголеми буџетот, а нема некои реални проекти, значи тие непродуктивни трошења лесно може да се намалат барем за 10%. Програмата ќе содржи стотици проекти, стотици политики и мерки во сите сегменти од животот на граѓаните. Фокусот на новата програма на ВМРО-ДПМН ќе биде повторно на економијата во посткризниот период. Со кои даначни политики и мерки, со кои мерки за подобрување на бизнис климата, со кои мерки за поттикнување на инвестициите, со кои мерки за подобрување на општиот амбиент за работа, за подобрување на инфраструктурата, подобрување на информатичкото општество и знаењето во државата, со кои мерки за малите и средни предпријатија и сите други мерки од економската сфера. ВМРО-ДПМН планира да ја подобри економската перспектива на Република Македонија. Програмата на предизборната кампања на Демократија ЕРЕ се разбира дека работат веќе експерти од различни сфери. И она што може да го истакнам е дека токму акцент на програмата на Демократија ЕРЕ ќе биде поставен на економскиот развој, односно развојот на пазарот, на пазарната трговија, се разбира, креирањето на политиките кои што се и кои што треба фактички да бидат во континуитет развојни, и истовремено развојот на малите средни предпријатија, можноста за инвестирање, значи капитални инвестиции во однос на отварање и на нови работни места, со што ќе се овозможи намалување на оној огромен процент на сиромаштија и невработеност во Република Македонија, кој што мора да признаеме дека во последните години веќе го постигна врвот, односно највисокиот процент во историјата на постоењето на Република Македонија. Со цел да се овозможи осигурување и гаранција за екзистенција на населението, со цел да се овозможи вработување макар на еден член од семејството, со цел да се овозможи, значи, напредок токму во овој дел се работи на програмата и токму од аспект економски, значи, работат експерти, економисти. Од тука не можам да навлезам во детали, меѓутоа наскоро очекуваме да програмата биде целосно вклопена и завршена, а со тоа се разбира дека ќе ја промовираме истата и ќе го промовираме и оној економски дел, затоа што Демократија ЕРЕ смета дека пред се програмата потребно е да биде базирана врз политичкиот критериум, кој што се уште во Република Македонија не е разрешен, меѓутоа исто така и врз економскиот критериум, кој што пак представува основа за развој и на демократијата во едно општество.